СДС беше партијата која тврдеше дека постои наводен режим и диктатура сите овие изминати години. Јавно ја прашуваме како е можно токму во тој период нејзините сегашни министри да спечалат по неколку стана, хациенди на море, деловни простории и дуќани и да имаат огромни депозити во банка. Или правеле криминал, или лажеле и манипулирале дека постои наводен режим и недемократија со цел да се доберат до фотели. Еве неколку примери. Под услови на наводен режим, вице-премиерот на владата на СДС, Кочо Андјушев, се стекна со капитал од над 28 милиони евра лично богатство. Како под наводна диктатура Андјушев заработил 5 стана во Скопје, деловни простории и куќа во Скопје, стан во Белград, куќа на Халкидики. Кој е рецептот? При што во наводна диктатура ќе се стекне вице-премиерот на владата на СДС со автомобилски брендови како Масерати, Порше, уметнички слики, златен накид и Ролекс часовници. Како премиерот Заев под услови на наводен режим, според лично признание, заработил 6 до 7 милиони евра богатство. Како Заеви од просечно земјоделско семејство дојдоа до фирми кои за 10 години направиле обрт од 200 милиони евра. Како министерката без ресор во владата на СДС Зорица Апостолова стигнала до имот од половина милион евра, 3 куќи и стан. Како семејството на Шекеринска стасало до 4 стана, од кое е познато дека дел си ги рента самата на себе, отварајќи притоа скандал со перење на пари.